централно издание на дневникот на телеканал А1. Јас сум Наташа Партинова, а ова се настаните на денот. Православните христијани денес го одбележуваат Свети Трифун, а чинот на закројување на лозите денес на југоистокот беше извршен според сите обичаи. Отчет за сработеното од минатата 2016 година, како и за проектите предвидени за оваа 2017 година, дадоа градоначалникот на Ново село Блажо Велков и градоначалникот на Валандово Чорлиновски Николче. Презентирани новите мерки на Агенцијата за вработување на Република Македонија во Струмица од проектот Подршка за вработување на младите лица. Започнуваме со дневникот. Денеска се слави денот на виното и љубовта. Православните христијани го слават светиот великомаченик Трифун, а католиците Свети Валентин. Традицијата на славење на денот на влюбените е распространета и меѓу православните христијани, но како што вели отец Иван Стоименов, славењето на неправославен празник е погрешно. Денеска православните христијани го празнуваат светиот великомаченик Трифун, а католиците Свети Валентин. Или како што е прифатено меѓу народот, денеска е денот на виното и љубовта. Значењето на овие два празника е големо, а славењето на Валентин е традиција и кај православните христијани, кој во последниве неколку години е особено популарен помеѓу помладите. Тие на овој ден трошат пари на подароци, изненадувања, чоколади, пораки и слично, во знакот на љубовта. Како што вели отец Иван Стоименов, Свети Трифун е заштитникот на лозјата и според традицијата на овој ден лозарите го закројуваат лозјето. На денешен ден на светиот великомаченик Трифун, после богослужбата, луѓето одат на лозјата и ги закројуваат. Значи најпрво во светите храмови после богослужбата се осветува вода, се читаат молитвите од Свети Трифун и луѓето земат од таа вода, одат на лозјата и ги закројуваат. Некаде по покана оди и свештеникот, значи во секој град, во секој село има различна традиција. За славењето на Свети Валентин помеѓу христијаните, тој вели дека тоа е погрешно, бидејќи овој светец го празнува Римокатоличката црква, а не православната. Исто така, пиењето алкохол не треба да се поврзува со славењето на Свети Трифун. Свети Валентин се празнува и во православната црква, но на есен. На денешен ден Римокатоличката црква си има свој празник Свети Валентин. Значи, тој светител се празнува и во православниот свет есента. Арно, ама денеска Светита православна црква и православните христијани го празнуваат светиот великомаченик Трифун. И немаме ништо со Свети Валентин, како што сега младите обичаат и сакат да кажат дека денот на влюбените си носат поклони и така. Значи сите оние кои што се римокатолици, тоа можат да го прават и нека го прават. Свети Валентин католиците го слават како ден на љубовта и приврзаноста помеѓу партнерите. Славењето на овој светец е многу стара традиција која се практикува уште од римското време, односно од 17-тиот век. Традицијата на славењето на виното и љубовта кај нас е широко прифатена. И во Гевгелиско одбележан големиот христијански празник Свети Трифун. Во сите населени места, на сите лозови насади, собствениците на винарии, лозарите и нивните семејства со богата гозба, вино и музика го направија вековниот адет на закројување на лозјето. Лозарите и винариите од Гевгелискиот крај оваа година го одбележаа големиот христијански празник Свети Трифун. Во сите населени места, на сите лозови насади, собствениците на винариите, лозарите и нивните семејства со богата гозба, вино и музика го направија вековниот адет за закројување на лозјето. Се верува дека Свети Трифун е чувар на лозјето и другите посеви од разни штети, а е заштитник на лозарите и кафеанџиите. Помладите генерации пак со различни верувања и празнувања на овој ден. Ги запрашавме гевгеличани кој празник го слава денес и со кого и што е карактеристично за овој ден. Денеска е Свети Трифун. Како го прославувате? Па прославуваме со ракија, со сите работите. Закројавте ли лозјето? Да, саба или на... Што правевте? Па мора да се режат тие, мора да се направат. Денот е важен, празникот е за таа работа. Па православните го слават Свети Трифун и го одбележуваат како маченикот Трифун кој го штител лозјето и според него и виното. Затоа се смета за дени на виното.
А денес по младите генерации, како нас, го слават Свети Валентин. Денес ќе ги прославиме и двата празника. Прво со саканиот и во друштво на вино. Свети Трифун. На кој начин? На сојселски. Како? Тоа зарежување на одрените, на лози. Не сум бил, ама има кој ме зарежуват. Се резу 4 лозанки, на крст се права, там се сипа со бојчка малкичко и се заврзва со црвен комац. Тоа е. Тие се тие работи. Секоја година го одбележувате на тоа? Секоја година. Овој голем православен празник е надеж за лозарите дека родот ќе биде добар и ќе произлезе добро вино. Но овој ден кога се закројуваат лозијата, започнува пролетта, се буди природата и љубовта кај луѓето. Централната прослава на Свети Трифун се одржа во населеното место Прдајци со свеченото одбележување на црковната литургија во црквата Света Петка. Чинот на закројување на лозите денес на југоистокот беше извршен според сите обичаи. Со желби за квалитетен род и добра винска година во чест на Свети Трифун, заштитникот на лозарите и винарите се закроија лозовите насади во скоро сите населени места каде ги има. И оваа година се почитуваше традицијата поврзана со празникот на лозарите и винарите со надеж за поволни услови кои ќе овозможат добар род. Традиција е што гледа се тука, сите се собираме, така да не биде празник на лозаре. Ќе направиме една фешта и удутре кога ќе почнеме да се работи. Секоја година вака се собирате сите тука? Да, тоа е традиција секоја година. Поранте имаше музика долу кај чешмата, имаше музика, на неко за остана имаше паричка, кој ќе кумпа тоа, имаше добра традиција, сега за остана тие 5-6 години, може и 10. Нема многу зависи према виновата лоза што сорта е, да кажеме врањецот ќе има штета, додека е ова што е. Старата прачка, жолта прачка, кај неа нема толку да има штета. А врањецот, додека Хамбургу, ќе имат. Една декар површина, исклучно за мене си, домашни потреби, повеќе. Сам си го работите или имате помош? Сам исклучуват и тие што имат поголеми површини, взимат луѓе. Јас исклучувам за мене. Секоја година се собираме сите кои што има од дома ќе си семе, нели? Малку скара тие работи ќе направиме, ќе зарежеме сите го зарежуваме и така за здраве да има за понатаму, нели? Многу лозе, 1 декар имам. Сам го одгледуваме, чисто така останато од старите, нели? И денеска, нели, Свети Трифун, сите излегуваме да го зарежеме за почеток за здраве, за да има повеќе род, лозисто и така. Ќе видиме по таа многу студена зима, ќе видиме как ќе биде. Нешто можда ќе има измрзнато, ќе видиме како. Зависи која прачка, нели, сорта, која е. Така. Секоја година го правиме, значи треба да засече човек со татко, со мајка, значи тоа се. Така? И се закројува лозито од источната страна. А зашто јас не знам да ви објаснам тоа. Ние го закројуваме лозито и треба да остане прачката по-близу до стеблото доле. Значи на 1,8 од прилика, нели? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи точно сам погодил 8 папки да ја има. И така тоа е сорта на вранац. Имахме бојазност таа година да не е случајно измрзнено, ете не е. Што значи дека родот годинава добар ќе биде? Ќе биде тука од тај нашиот крај, нашето поднебе, значи ќе биде. Традицијата кај нас, едно време, у старо време, така не се правеше. Ние жените не одееме, одеа само мажите. У дом мајите им спремат лепче, кокошка, соџуци, нели сега повеќе се колат свински, има соџуци, ребра, свинско, калбаси и праќате им на мажите, мисали им завијат. И имаше тапани и свирки одеа со них. И кои се вратат, сите лозари се збират и одеа сред село. И ние сите жени што сме дома, и јас како млада това одех и играх, ја маш ми знаа. И тамо игра свирките, се пее. И ние сите селани играме. Едно големо оро се вртеше околу тај јаворо, горе и така. Сите се собира, многу беше весело. Ама сега традицијата и се изменува, по-модерен свет, по-модерни традиции.
Ај ние уште малку старци ќе држиме стара традиција па да видиме додеки стигне. Илком кога бееме, кога почнаваме, ние бееме 5 души, кога почнаваме, со оваа дете најпрво вика ајде да почнеме еден обичај да направиме, како на селото имаме некоја таква традиција. Арома ние од тие 5 души станаваме ќе 50 души. Со помош на градоначалникот почнаваме на година 2, немаме толку пари, по 200, по 300 динара, по 500 збираме, правиме, дават ни помош од продавница од тоа и така зголемиме градоначалникот кога почнаваме да дава по 5, по 6 лидарки до 10 допира и множината наистина многу поголема и оваа традиција сакаме да остане до крај. Ова година јас сум од општина општина Конче и да остане оваа традиција и дајле ова за закројување Трифун. Што кажавте, значи и досега јас како градоначалник на општина Конче секогаш па и мојот претходник секогаш ја поддржуваме оваа манифестација која што се одвива во општина Конче, поточно во населено место Конче и навистина сум воодушевен од продолжувањето на оваа традиција. Најпрво сакам да ги поздравам сите лозари и да ја посакам многу успех и многу плод во наредната, значи за наредната реколта и да ја посакам да имаат здравје, среќа и успех во животот, исто така сплотеност меѓу себе. Секогаш кога има некојаш благосостојба меѓу сите луѓе, тогаш има и добар приход. Задоволен со одланската година, бидејќи имаше оштетено нешто, ама спрема годината бев задоволен. Празнико и берекет оваа година нека има. Ајде. Светиот Дух. Амин. Зашто се свети и прослава Твоето пречесно и великолепно име, на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Продолжуваме со настаните од национално ниво. Оваа 2017 година ќе биде година во која ќе започнеме со изградба и реконструкција на рекорден број на патишта досега. Со истото темпо продолжуваме со изградба и реконструкција на преку 200 километри автопатска мрежа во Македонија, а годинава дополнително ќе отпочнеме на 2 нови автопатски делници. Ова го најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Почитувани, денеска на оваа пресконференција заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта ќе дадеме преглед што оваа година ќе се гради и што ќе се реконструира во делот на патната инфраструктура. 2017 година ќе биде година во која ќе започнеме со изградба и реконструкција на рекорден број на патишта до сега. Со истото темпо продолжуваме со изградба и реконструкција на преку 200 км автопатска мрежа во Република Македонија, а годинава дополнително ќе отпочнеме со реконструкција на 2 нови автопатски делници. Исто така оваа година ќе започнеме со изградба на 3 нови експресни патишта во должина од над 100 км и инвестиција околу 250 милиони евра. Во делот на регионалната мрежа во моментот се работи на 4 регионални патишта, а ќе започнеме со изградба и реконструкција на 37 регионални патишта, инвестиција од преку 55 милиони евра. Во тек изградбата на новиот автопат Емир Капија Смоквица, кој ќе го завршиме оваа година, потоа автопатот од Миладиновци до Штип и од Кичево до Охрид, кои очекуваме да завршат во 2018 година. Во текот е реконструкција на автопатите од Смоквица до Гелија и од Куманово до Миладиновци. Исто така овие ќе бидат завршени оваа година, а делницата од Неготино до Емир Капија, која што почна да се реконструира минатата година, ќе биде готова во 2018 година. Оваа година ќе започнеме со реконструкција на автопатот од Велес до Градско во должина од 20 км и од Скопје до Куманово во должина од 22 км, инвестиција од речиси 7,8 милиони евра преку ИПА програмата. Во тек е проектирање на нови 2 автопати од Гостивар до Кичево и од Скопје до Блац. Во делот на експресните патишта планираме изградба на 3 нови експресни патишта и тоа од Штип до Кочани, кој ќе започне со градба на почетокот на градежната сезона, потоа од Штип до Радовиш и од Ранковци до Крива Паланка, кој ќе отпочне во првиот квартал на оваа година.
Металургијата, рударството, фармацијата, прехранбената индустрија и транспортот се најоштетени од блокадите на преминот Евзони. Компаниите почнаа да ги пресметуваат загубите. Испораките кои треба да пристигнат на Солунското пристаниште, кои потоа треба да се пласираат до партнерите, доцнат. Компаниите ги прават пресметките, одредени компании и ги одложуваат своите испораки, посебно во колку го користат пристаништето Солун за понатамошни дестинации со своите деловни партнери. И грчките компании трпат штети во своето работење, меѓутоа и компании од Европската Унија кои соработуваат со овој дел на Европа. Просечната месечна нето исплатена плата лани во ноември изнесувала 22.380 денари и е за 1,8% повисока во споредба со тој месец од 2015 година, додека просечната бруто плата била 32.877 денари или за 1,9% повисока во однос на претходната година. Во продолжение ја слушаме целосната статистика за растот на просечната месечна нето плата. Просечната месечна нето исплатена плата лани во ноември изнесувала 22.380 денари и е за 1,8% повисока во споредба со тој месец од 2015 година, додека просечната бруто плата била 32.877 денари или за 1,9% повисока во однос на претходната година. Во ноември 2016 година 1,4% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година се должи пред се на повисоката исплатена нето плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,5%, уметност, забава и рекреација за 8% и градежништво за 7,3%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележена во секторите објекти за сместување на сервисни дејности со храна за 5,1%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 3,8% и земјоделство, шумарство и рибарство за 3,2%. Зголемувањето пак на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година се должи на повисоката просечната месечна бруто плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,6%, градежништво 8% и уметност, забава и рекреација за 7,7%. Намалување на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во однос на претходниот месец е забележено во секторите објекти за сместување на сервисни дејности со храна од 4,8%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација од 3,9% и земјоделство, шумарство и рибарство од 3,4%. Повик за сите млади лица од Агенцијата за вработување на Република Македонија со завршено средно и високо образование да се пријават во центрите за вработување за двете објавени мерки од проектот Подршка за вработување на млади лица до 29 години. Мерките се практиканство и обука за подобрување на занимањата на пазарот на труд, кои се преку ИПО фондовите финансирани од Европската Унија. Сите млади невработени лица до 29 години со завршено средно или високо образование имаат можност да бидат дел од двете нови мерки кои ги имплементира Агенцијата за вработување на Република Македонија. Се работи за мерките практиканство и за побарувани занимања на пазарот на труд, чија крајна цел е потенцијалните вработени да се приближат до работодавачите и да се зајакне капацитетот за вработување. Услов за фирмите, односно работодавачите да аплицираат за оваа мерка е да имаат најмалку двајца вработени во својата фирма и да ги имаат подмирено сите даночни обврски и своите давачки кон вработените. За невладините организации услов е да имаат едно вработено лице. За оваа година е предвиден буџет од 307.546 евра
за да се опфатат 1000 невработени лица, односно да се склучат 1000 договори за практиканство. Невработените кои досега немале никакво работно искуство со оваа мерка ќе имаат можност на 3 месеци пракса во приватен сектор или невладина организација, за што ќе добиваат и паричен надоместок од 6000 денари, а паралелно ќе бидат и осигурани. Според надлежните, доста актуелна е и втората мерка која ја презентираше Агенцијата за вработување, со која оваа година е предвидено да се опфатат 220 лица кои ќе бидат обучувани во 4 области. Истите за тоа ќе добијат и соодветен сертификат. Обука за службеник во книговодство 100 лица, обука за масер 40 лица, обука за шминкер 40 лица и 40 лица се предвидени да поминат низ обуката за неговател на стари лица во домашни услови. За оваа намена од проектот на буџетот се предвидени да се потрошат 205.333 евра и да се склучат 220 договори. Обуката ќе се реализира во период од 4 месеци од страна на изберени тренинг провайдери кои што имаат лиценца за вршење на ваков тип на обуки. Проектот за вработување на млади лица е трет директен грант на Агенцијата за вработување преку ИПА фондовите финансирани од Европската унија. Вкупниот буџет изнесува над 300.000 евра, а планирано е да се опфатат околу 1000 невработени лица. Овие мерки досега се покажале како доста успешни, бидејќи во претходниот повик од 1461 склучен договор се вработиле вкупно 651 лице. Отчет за сработеното од минатата 2016 година, како и за проектите предвидени за оваа 2017 година, даде градоначалникот на Ново село Блажо Велков. Општината и оваа година ќе остане посветена на најголем број инфраструктурни проекти за значителен развој и подобар квалитет на животот на граѓаните од сите населени места во општината подеднакво. За ова 2017 година Општина Ново село планира реализација на голем број проекти со кои ќе го подобриме квалитетот на животот на граѓаните во сите населени места од општината во вредност од над 120 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Општина Ново село и средства обезбедени од владата на Република Македонија. Во тек е реализација на неколку поважни проекти. Изградба на мост на локалниот пат Колешино-Бориево помеѓу Општина Ново село и Општина Босилово, а во соработка со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во вредност од 12 милиони денари. Изградба на капела во Ново село, изградба на канализација во Ново село, изработка на проекти за реконструкција на домовите за култура во Зубово и Мокриево, уредување на пешачките патеки и осветлувањето на водопадите во Смоларе и Колешино, реконструкција на детската градинка Сонце во Ново село, изградба на парк во Смоларе и многу други проекти. Ние, почитувани со посветеноста и напорната работа, се стремиме да ја вратиме Општина Ново село на врвот од руралните општини во регионот и да го заземеме лидерското место во сите сфери на општествениот развој. За постигнување на вакви резултати не е потребно само желба, туку се неопходни и лидери. Вистинските лидери знаат дека работата која вложуваат не е за самите себе, туку е за оние на кои им служат, дека не се работи за воздигнувањето на самите себе, туку за подигнувањето на останатите нагоре. Почитувани, мислам дека сме заедница во која живеат граѓани кои доволно знаат едни за други. Не сме некои кои би имали простор да се однесуваме неодговорно код нашите сограѓани. Патем кој ќе бидеме ако не сме тоа што сме? Што ќе бидеме ако се грижиме само за себе? Како општина задолжени сме да ја прошириме услугата кон заедницата, кон сите оние на кои им е потребна нашата помош, на сите оние на кои им е неопходен нашиот совет и нашата поддршка. Инфраструктурата, прибирањето на отпадот, згрижувањето на децата во градинки, а посебно вработувањето на граѓаните ќе бидат примарни за општина Валандово и оваа година, најавува првиот човек на општината во неговиот годишен отчет. Околу 85% од програмата за општина Валандово за периодот од 2013 до 2017 година се остварени, соопшти денес на пресконференција градоначалникот на Валандово Никол Чечурлиновски. Во својот отчет за оствареното во 2016 година, тој ги издвои проектите за организирано собирање на смет, отворање на дневен центар за деца со посебни потреби, отворање на зона за откупно-дистрибутивни центри во која веќе се продадени 7 парцели. За 2016 година
се изработија многу проекти кои што им ги ветивме на граѓаните, а имаме одреден број на проекти кои што и не беа ветени во програмата, али поради тоа што потреба беше на граѓаните, а со средства од буџетот и од владата на Република Македонија успеавме да им ги оствариме и да им го подобриме живеењето урбано, особено во нивните места. Пред се, од доменот на комуналната сфера, организирано собирање на смет направиме во сите населени места во општина Валандово, особено во село Пирава, Јосифово и сега започнуваме во село Удово. Чурлиновски за оваа година најави и доуредување на булеварот кој минува низ Валандово, отворање на уште една градинка која ќе ги згрижи децата од 4 населени места, а до летото се очекува да стартува со работа и фабриката кај рудникот во Казандол. Особено ќе се посветиме околу подобрувањето на вработувањето на граѓаните. Тоа ќе биде 6 ноември, бившата тутунара која што ја знаат валандовчани. Тоа е објект кој што е 100% капитал на државата. Меѓутоа изборите и перипетиите кои се околу него оневозможуваат да тој плац локалната самоуправа и владата на Република Македонија на веќе заинтересираните правни субјекти и физички лица им го понудиме како објект и сметам дека на тој начин и таму ќе можеме да инкорпорираме 100 луѓе, бидејќи се работи за објект од 12.000 квадратни метри површина. Општината оваа година продолжува и со проектите преку ИПА фондовите, поточно со проектот за изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплави, кој се реализира во соработка со соседна Бугарија. Почитувани, вие сте со најновото издание на Дневникот на телеканал А1, а во продолжение следуваат настаните од светот. Да ги проследиме. Најмалку 32 лица загинале, а 13 се повредени во Тајван кога автобус кој превезувал туристи се превртел на патот близу до главниот град Тајпеј. Во соопштението на локалната полиција се вели дека најголемиот дел од патниците биле постари луѓе од главниот град кои се враќале од учеството на празникот на црешовиот цвет во градот Тајчунг. Според полицијата нема загинати или повредени странци. За сега не се знае што била причината за несреќата, но полицијата верува дека превртувањето што се случило на еден остар свиок било предизвикано од неприлагодената брзина на автобусот со приликите на патот. Двете млади лица уапсени во петокот во францускиот град Монпеле пред истражните органи потврдија дека планирале да извршат терористички напад, јави дописникот на МИА од Париз. Томас С. и Сара З. како потенцијални цели за нивниот напад ги посочиле Ајфеловата кула во Париз, исто така и војници во јужниот дел на Франција. 20-годишниот Томас С. и неговата 16-годишна девојка Сара З., чија одредена мерка притвор истекува утре изутрина, беа уапсени во петокот во регионот на Монпеле заедно со уште еден осомничен. Третиот осомничен кој е уапсен заедно со нив е на возраст од 33 години и веќе бил осуден за кражба и трговија со дрога. Младата двојка некој го нарекува старател за планот за нивната верска свадба, но полицијата се уште ја проверува точната улога на овој човек во нивните планови. Силите на сиријската влада употребиле хемиско оружје во делови од Алепо при освојувањето на градот минатата година, соопшти денеска Организацијата за заштита на човекови права Human Rights Watch. Во извештајот се посочува дека хеликоптери на сиријската влада фрлеле хлорин ни бомби врз стамбени квартови на Алепо најмалку 8 пати во периодот од 17 ноември до 13 декември 2016 година. Организацијата за забрана на хемиско оружје се уште не го коментира извештајот. И уште една информација за овој дневник. Времето денес во Македонија беше претежно сончево. Во јужните подрачја претпладне имаше мала до умерена облачност, а преку денот беше претежно сончево со слаб ветер. Во наредните денови ќе преовладува сончево време, дневната температура ќе биде во постепен пораст, особено во четврток кога ќе биде најтопло, а утринската температура ќе биде релативно ниска. Од петок и за време на викендот ќе има услови за појава на магла по котлините и по речните долини. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое го следевте и овој дневник. Останете со нашата програма. Пријатно!